Проблемот со многобројните бездомни куќиња во Скопје скоро секој ден достигнува некој нов апсурд за кој помислуваме дека е дното од кое не може подолу. Ама вчера ете ти најново дно. Дури и куќиња со ушни маркици од Албанија шетаат низ нашиот главен град. Веќе подолго време јавна тајна е дека организирани групи истовараат цели комбиња полни со куќиња по скопските улици. Ама за надлежните остана вистинска тајна кој ги истовара. И така од ден во ден дојдовме до денот кога веќе има куќиња странци во Скопје. Кое е следното дно што ќе се допре? Можеби надлежните ќе ги прашуваат куќињата кој ги донесе во Скопје, но Скопје ова не го заслужува. Затоа јавноста и апелира МВР и останатите надлежни да го сватат овој проблем за сериозен и конечно, што преку камерите низ градот, што преку работа на терен на инспектори, да се откријат сторителите. Инаку џабе и 5 нови стационари како лајка да направат, злонамерниците кои инспекторите нема да ги откријат, ќе донесат нови и нови куќиња. Пуштен во функција нафтоводот Солун Скопје. Ова се случило во последниот ден од годината, соопшти вчера извршниот директор на Hellenic Energy Андреас Сиамисис. Нафтоводот Солун Скопје повторно функционира по 13 години неактивност. Веќе била испорачана првата пратка, а во следниот период ќе следи и втората. Извршниот директор на грчката компанија истакнал дека станува збор за еден вертикален коридор кој ќе пренесува дизел гориво, кој е основниот производ во поширокиот регион. Инаку премиерот Христијан Мицкоски уште на крајот на ноември рече дека владата ги презема сите чекори за ставање во функција на продуктоводот, кој што со години не е во функција, и најави дека се очекува нафтоводот да почне со работа. Се одложува утрешната главна судска расправа за предметот околу катастрофалниот пожар во Кочани. Ова е сторено по барање на бранителката на еден од обвинетите, адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска, информира Основниот кривичен суд Скопје. Во текот на вчерашниот ден, бранителката е избрана за член на судскиот совет, па заради исполнување на правото за ангажирање нов бранител и негово запознавање со предметот, утрешната расправа се отповикува, а судењето продолжува на следниот претходно утврден термин, на 26 јануари годинава, соопшти кривичниот суд. Сузана Јошевска-Анастасовска е бранителка на поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Џаферовски. Инаку судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, а над 210 беа повредени, е во фаза на доказна постапка. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 55-годишно лице, осомничено дека на 11 јануари со камен скршило стакло на вратата на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка поднесе предлог за определување мерка притвор, со образложение дека постојат околности што укажуваат на опасност од бегство, како и основано стравување дека осомничениот би можел да го повтори делото, стои во соопштението. Според обвинителството, лицето сторило кривично дело оштетување туѓи предмети. Во духот на празниците и христијанските вредности што ги символизира Свети Василий, општина Ѓорче Петров реализираше хуманитарна активност насочена кон поддршка на социјално загрозените семејства. Со поддршка на општествено одговорни компании обезбедени биле над 100 пакети со храна и хигиенски средства, како и празнични пакетчиња за најмладите, кои беа распределени на семејства на кои помошта им е најпотребна. Од општина Ѓорче Петров велат дека и понатаму ќе продолжат со слични активности. Општина Киселавода од утрово почна со чистење, кастрење, косење и подигнување на кабаст отпад до штрим патеката на потегот од објектот на Институтот за јавно здравје до спојката со булевар Србија. За реализација на овие активности се ангажирани 30 сезонски работници. Со цел ефективно и квалитетно извршување на работите се користи и целокупната опрема на општината: камиони, тримери и телескопски пили. Локалната самоуправа упати апел до граѓаните за одговорно и совесно однесување со правилно одлагање на отпадот.
Градоначалникот Горан Герасимовски на средба со Сдруженијето на пензионери на општина Центар информираше за проектите и програмските активности за унапредување на животот на повозрастните граѓани во локалната самоуправа во 2026 година. Во буџетот за тековната година се обезбедени 15 милиони денари за активности и проекти наменети за нашите жители од трето доба. Целта е да им обезбедиме поздрав и поквалитетен живот, повеќе социјализација и континуирана грижа, истакна Герасимовски. Според статистиката, околу 20% од населението во општина Центар се на возраст над 60 години. Се уште се трага по избеганиот тинејџер Саид Саитов, кој во петокот прегази и усмрти жена во скопската населба Капиштец. Во меѓувреме на социјалните мрежи се појави видео на кое се гледа како тој уште пред речиси 1,5 година опасно возел со огромни брзини по улиците со автомобил Volkswagen Passat. Во тој момент Саитов имал само 17 години. Откако медиумите ја објавија оваа вест, Саитов ги избришал сите претходно објавени и зачувани стори содржини, го отстранил описот од профилот, а потоа го сменил и корисничкото име. Инаку Саитов по трагичниот настан избега од Македонија со помош на татко му и на неколку други лица, и по него е распишана централна и меѓународна потерница. Среде Белден скопјанец бил нападнат од насилник во Центар. Имено 43 годишник бил насилно извлечен од сопствениот автомобил, пошто нападјачот му се заканувал, а воедно и му го оштетил возилото. Ова го потврдуваат од МВР, додавајќи дека настанот се случил вчера околу 15 часот. Полицијата работи на расчистување на случајот.